Стотици шатори повторно се подигнаа на пругата кај македонско-грчката граница. Полицијата во Идомени само неколку часа успеа да ја држи пругата проодна. Потоа мигрантите ги зазедоа своите позиции, каде веќе втор месец е блокирана меѓународната железничка линија. Поставија шатори, но и тешки камења со кои си ја означија територијата. Ситуацијата во кампот е тензична, напната и повремено избиваат помали инциденти, главно меѓу групите бегалци и мигранти. Се уште близу 10.000 луѓе се на отворено и решени да останат тука додека не се отворат границите. Само мал број луѓе се повлекуваат кон организираните прифатни центри во Грција и тоа најчесто семејства со мали деца. Вчера под непознати околности е повреден еден сириец, а гневна група мигранти нападнала полициско комбе сметајќи дека тие го прегазиле. Затоа полицијата употребила солзавет за да се разбие групата гневни мажи кои го каменувале полициското возило. Граничната служба на Европската унија Фронтекс во најновиот извештај соопштува дека и покрај тензиите во Идомени, илегалните преминувања на надворешните граници на Европската унија во регионот на Западен Балкан се намалени за 90%, благодарејќи на заложбите на Македонија. Од Фронтекс меѓу другото констатираат дека благодарение на договорот на Европската унија со Турција за ограничување на мигрантскиот проток и операцијата на НАТО во Егејското море, значително е намален бројот на мигранти кои пристигнуваат на грчките острови. Во текот на март тој број бил 26.460, што е помалку од половина од бројот регистриран во февруари оваа година, а е сепак 3 пати поголем од март минатата година.